Здраво, дечки! Сме на 16-тиот туторијал и сега ќе позборуваме малку за што се тоа класи во објект-ориентирано програмирање. Доколку го пише тоа на Google, што се тоа класи во програмирањето, на Википедија ќе добиете една дефиниција која преведена на македонски гласи вака: во објектно-ориентираното програмирање класа е надградлив програмски код за креирање на објекти, давање иницијални вредности на стейтовите и имплементација на однесување за функции или методи. Дефиниција како дефиниција најверојатно ви звучи збунувачки. Затоа, за најдобро да го објасниме ова, ќе почнеме со практичен пример. Затоа ќе започнеме нов проект. Повторно ќе направиме конзолска апликација. Добро, next. И како да крстиме, не знам, ајде повторно учиме и само учиме. Така, нека се вика проектот. Create. И не си креираше празен проект. Може да го избришеме ова. И сега во овој туторијал нема да работиме во оваа класа програма и во оваа функција, туку ќе направиме нова класа. Додадов една, sorry. Да, го змени со main. Ќе притиснеме десен клик на солуцијата, одиме add, new file и имаме овдека ни вели празна класа. Ќе ја крстиме класата, да речеме корисник. Корисник. И го што гледате во нов файл, ни се креираше нова класа, која се вика корисник. Го имаме повторно using system namespace и истата класа е во истиот namespace со самата класа за програмата. Значи, во суштина, класа ни е custom тип на податоци, како што имаме integer тип на податок, string тип на податок, кој прима текст, кој што рекоме integer кој прима цели броеви, boolean кој прима true или false, float кој прима децимални броеви. Креираме custom тип кој ќе ни се вика корисник. И ние од тој тип, од тип корисник, значи кој што е типот integer, овој тип ќе ни биде тип корисник. Може малку е тешко да го сватите, но да продолжиме со примерот, па да се надеваме дека ќе ви се радиси. Ова е конструктор и сега за сега нека стои, откако ќе искуцаме малку код во класата, ќе ја направиме како сакаме да изгледа, ќе позборуваме за што е тоа конструктор. Па да речеме, овој тип, како што беше интеджерот што примаше цели броеви, овој тип корисник, да речеме, сакаме да има повеќе податоци. Ќе има string, име, string, презиме, што друго сакаме да има? Сакаме да има int година на раѓање, точка запирка. И тие податоци сега за сега не се доволни. Исто така, ајде да ги ставиме да бидат public. Иницијално кога немаме ништо се прават. Затоа ќе позборуваме во некој едно туторијал што е public, што е private, што е protected и така натаму. Сега за сега да ги оставиме да зборуваме за тоа што зборуваме и да одиме едно по едно за да не ви дојде премногу информација одеднаш и да се збуните. Значи направивме класа која се вика корисник, значи тип корисник и која има овие податоци: string име, string презиме, string година на раѓање. Ајде ќе ставиме во ова, како што гледате, ова изгледа како функција за која што зборувавме во претходниот туторијал, но има само public, нема никаков тип и вели корисник, што е исто со името на класата. Ајде да ставиме, да печатиме некој текст овде.
console.writeLine. Пишеме корисник цртичка конструктор. Ајде да одиме сега во претходната класа, што ни е програм и функцијата main. Ако се сеќавате, повеќе пати до сега зборувавме дека ова функција main е тоа што прво се извршува во нашиот код. Значи, нашиот код мора да има некој логички почеток, од некаде да почне и некаде да заврши. Значи, овде е каде што се започнува. Значи, како што се сеќавате, значи овде креиравме некои променливи, пишувавме, повикувавме функции и така натаму. Значи, како што имаме integer, нека биде број, нека биде број е еднакво на 1. Ајде да креираме променлива од нашиот нов тип, односно од клас. Како што се сеќавате, нашата класа се викаше корисник, значи тоа е типот на податокот корисник. Па да креираме, пишеме корисник, како што гледате ни се појавува класа корисник. Значи, како што ни е интеджерот, истото го гледате и ова корисник, значи тип на податок корисник. Значи, пишувавме тип, потоа стававме име на таа променлива, на тој податок корисник и да речеме нов корисник. Точка запрека. И да стиснеме run да видиме дали нешто воопшто ќе не се случи. И доку не, зошто не, доку да, зошто да. Кој што гледате, нема ништо. Нити ни се испече овој текст, нити имаме нешто друго. Тоа е бидејќи, ако скасам само ова, ние креиравме, што е, клин само да не ме нервира, креиравме променлива, меѓутоа во меморијата никаде не алоциравме место за таа променлива, како што правевме со, доку сеќавате со низите. Имаме нешто вако int, речеме низа е еднакво на new int и да речеме креиравме две полиња за таа низа. Значи имавме декларирано низата, меѓутоа во меморија никаде не кажавме да ни се предели место или меморија за таа низа. Значи како што беше случај овдека, исто треба да направиме и овдека. Значи треба да кажеме на компјутерот алоцира ни меморија за оваа променлива е еднакво на new корисник и ставаме отворена и затворена загата како повик на функција. Со ова, значи, алоцираме меморија за оваа променлива од тип корисник. Ајде да ја стартуваме повторно програмата. Како што гледате, ни се испечати корисник цртичка конструктор. Значи, тоа е тој конструктор што зборувавме. Значи, оваа функција ни се извршува, или конструкторот, или функција, како сакате го видите, секој пат кога ќе алоцираме меморија за нов објект од овој тип. Значи, алоцираме меморија за нов корисник и таа функција ни се извршува. Може овдека да правиме некоја логика, собирање, одземање, да печатиме што и да е. Доколку пробаме сега што гледаме, значи имавме нов тип корисник, значи сега може да имаме пристап и до овие податоци. Така да доколку вкуцаме нов корисник точка и како што гледате ги имаме година на раѓање, име, презиме и така натаму. Доколку пробаме да испечатиме нешто од ова, се ќе биде празно. Затоа ајде да го измениме малку конструкторот. Клин. Во конструкторот ќе наставаме параметри. Параметрите ќе не бидат овие што ги имаме овде променливи ствари во суштина. И да речеме ни треба параметар за име. String долна црта име. За да не се буните, ќе ставам долна црта, не дека треба така, може исто и крстен, меѓутоа ќе ставам долна црта за да се разликува тоа од тоа. Потоа рековме презиме. String долна црта презиме. И година на раѓање рековме, тоа е integer. Int долна црта год нека биде година на раѓање. Добро. И веднаш после овој текст ќе речеме нешто вака. Значи,
ова име што е овде во самата класа е еднакво на тоа што сме го пратиле во конструкторот при креирањето на објектот. Долна црта име, точка запирка, презиме, значи зборуваме за овие доле сега, презиме е еднакво на тоа што е овде во параметрот. Презиме е еднакво на долна црта презиме параметрот. Година на раѓање е еднакво на долна црта година на раѓање. Добро, и доколку сега одиме назад овде како што гледаме црвено. Нешто не е во ред. Ајде да го избришеме повторно се new, корисник, отвараме заграда и како што гледаме сега ни бара да ги внесеме параметрите. И вели име. За име ќе внесеме Никола. Ставаме запирка, вели презиме. Ќе ги заградите презиме, Горгиев. Добро, запирка и вели сега бара година на раѓање 1990. Добро. И ајде да видиме дали може нешто да испечатиме. Hello, точка, right line. Добро, нов корисник и прво од нов корисник да испечатиме нешто. Нов корисник, точка, име. Ајде малку да го усложиме плюс. Ставиме на празно место, плюс, нов корисник, точка, презиме. Кој што гледате, имам пристап до овие податоци со точка. Нов корисник, тип, точка и сите податоци. Скасиме го претходното терминит и ево го што сме тоа тука. Значи, кој што гледате конструкторот и потоа ни се испечати Никола Ѓоргиев. Вредноста на име на ова променлива од тип корисник и вредноста на презиме од овој тип на корисник. На корисник, него на објектот корисник, нов корисник што се вика. Мислам дека овој туторијал ќе го прекинам тука, па ќе продолжиме во наредниот да зборуваме повторно за класи. До тогаш, поздрав!